Дали сте се прашале како е да живеете во општество со различни етнички групи, а ретко или можеби никогаш не сте сретнале некој различен од вас? Како луѓето од етнички чистите средини подразбираат што е тоа соживот во мултикултурно општество како што е Македонија? Во потрагата по соживотот, колку средината има влијание? Во фамилијата не учеа дека треба да се братиме. Можеме ли да се разбираме ние меѓу себе, македонците и албанците? Може ако се почитуваме. Од крајниот исток до крајниот запад, каде се наоѓа тајната на искреноста? Ови сум мислеја најслаб. Владимирово е село на крајниот исток од Македонија. Според последниот попис, овде живеат 861 жител, од кои како етнички македонци се изјасниле 859 лица, а двајца како срби. Одличен пример за мојата потрага. Во Владимирово дојдов сосема случајно, без каква било претходна подготовка. Сакав да добијам искрени одговори. Претходно имав слушнато еден многу интересен статистички податок, за кој ќе ви раскажам подоцна. Селото беше поприлично празно. Дознав дека поголем дел од луѓето на овој ден се на 18 на километри под падините на Малешевските планини, каде одбележуваат за нив значаен настан. Ај, добар ден, како сте, добри? Добар ден. Добар ден, добредошли. Добро ме најдов малце далеку место. Па далеку, ама многу. Убавите работи се далеку. На моје големо задоволство, овде го најдов професорот Благоја Ханџиски, екс-министер за одбрана и долги години македонски амбасадор. Човек кој го прочитал светот, а никогаш не го заборавил својот роден крај. Добро, тоа е поводот да денеска Бола село Владимирово овде да биде собрано. Денеска славиме 74 години од формирањето на 51-та дивизија на Народно-ослободителната војска на Македонија, која што е формирана на оваа ливада. Имаме непобитни историски извори кои што го потврдуваат тоа. Јас од мојата стара колиба од 65-та година на таванот ја пронајдов оваа слика, што Тоа денот на формирањето? на денот на формирањето 44-та година. Штабот бил во нашата колиба, ја заборавиле ролната со две слики на таванот. Се гледа истата племна доле, ако може да ја видите. Се гледаат една, две, три бригади и оваа е артилеријската бригада, од која што е формирана 51-та дивизија. И се гледа една важна работа околу која што долго време се спореше дека бригадата е формирана околу 9 часот на овој ден, преди 74 години. И дека по сенките утврдивте? По сенките утврдивме дека е формирана кај 3 часот отприлике со голема сигурност, зашто може да видите сонцето заоѓа од оваа планина Готен и сите сенки одат на исток. Пред да дојдам, дознав еден податок, не знам дали е точен, сакам да ве прашам вас дека Владимирово е по глава на жител место во Македонија кој има дадено најмногу универзитетски професори. Професор е точно ли? Тоа е точно, меѓутоа точно е уште повеќе нешто друго. Значи осмолетката во Владимирово след Кирил и Методи до 90-та година, до 92 година, 1992 година беше првата осмолетка во Југославија која што дала најголем број на доктори и магистранти. 44 магистри и 18 доктори на науки. Сега да прашам како денеска се живее во Владимирово? Тешко. Зошто тешко што? Тешко. А тоа што за Владимирово има една изрека, учениот човек сака книга, не сака мотика, ја оставаат мотиката, се фаќаат за книгата и заминуваат, бидејќи докторите на науки и магистрите нема што да бараат во селото и заминуваат на страна во Скопје и во големите градови из Европа.
Така да остануваат овде. Прво, со што се занимавате во Владимирово? За основната дејност во Владимирово е сточарството и појоделството. И тоа и дрвната индустрија е доста застапена, така да тие се три дејности од кои сега барем тие што останаа. Кога не работите, кога не се занимавате со земјоделие, со сточарство, навечер седнувате, правите муавет, разговарате Така. по кафани некаде, по слободно. Најмногу разговараат за носталгијата, Кон што? околу своите деца, Кој своите фамилии, кои заминуваат. Кои си селени? Си кажуваат кој во која држава е, кој во кој град е, кој што дипломира, кој што заврши. Јас мислам дека во Владимирово веќе нема куќа од која нема дипломиран инженер, доктор и магистер и доктор науки. Добро, тоа не е лошо, добро е да дипломираате. Добро метаност, овие што остануваат овде им е тешко. Професорот Ханџиски со задоволство прифати да разговара на мојата тема, а подоцна разбрав дека во тој разговор сподели многу искреност. Кај нас е соживот брат со брат, сестра со сестра, комшија со комшија, иначе тоа е соживотот кај нас. Добро, сте се сретнали ли некогаш со луѓе кои што не се македонци, албанци, турци? Има во Берово доста, тие се претежно тие се луѓе кои, да ви кажам еден интересен податок, во Владимирово не може свадба ако не се роби. Значи, нема. Музикантите мора да- Музикантите мора да се роби. Значи ги прифаќаме луѓето се наши, нема во Малешевијата, мислам дека такви проблеми нема. Малешевијата никој пат не била етнички чиста. Поготово во минатото. Пописите 906 година, например, 912 година покажуваат дека 54% од населението било македонско или христијанско, а 46% биле муслимани. Етничката слика во Малешевијата се менува уште 12 година и последно 13 година, кога заминува голем број на турци. И некаде 70-те, 50-те, 60-те. Моите впечатоци од сето оноа што го знам од минатото и сега се дека малешевци се најмалце оттоварени со постоењето или со животот, со работката, битисувањето со припадници на други Ослободени од етнички предрасуди. заедници, ослободени од секакви предрасуди. Меѓутоа најважното е тоа што малешевецот има истенчени чувства да прочита дали некој човек е човек Или не? дали е чесен, дали е работлив, посебно се цени работливоста кај луѓето, а не дали припаѓа на некоја друга етничка заедница. Дали имате пријатели кои што се албанци? Дали сте се сретнали, да речеме, со албанци кои што, еве, турци имало, но меѓутоа албанци немало? Јас имам приватен откупен центар, приватна фирма, што занимава со откуп на земјоделски производи. Па ако ви кажам над 10 албански личности, луѓе, фирми, од Скопје и од другите делови на Македонија, со кои секојдневно соработувам, со кои секојдневно имаме добра соработка и тоа години, не од сега, години, така да секој се добродојдени и многу ни помогна. Што откупуваат највише? Сливи? Претежно слива и компири, ми тоа сливата беше им оваа година, па многу ни помогна. Што имаше и проблем со откупот на Да, сливи? имаше проблем со откупот на сливата, ми тоа дојдоа, беа на терен, беа присутни и доста помогнаа во таа стаза. Добро, што разговарате обично со нив осем трговијата? Си правите? Секојдневниот живот, трговијата, бизнисот. А кој со кого разговараш, не го интересира политика, не го интересира кога му спомниш некој политичар, некој нешто му кажеш, вика, остави го, тоа е политика, ние си ја тераме работа. Владимирово има традиција и за работливост, и за трговија, и за производство. Јас слободно можам да кажам колку Владимирово што произведува. Компири, сливи, месо, јаболка, Сирење. сирење. Ако секое место во Македонија произведува, ние сме најбогата држава. Владимирци не интересира друго, ниф интересира работа и бизнис. Во Владимирово не постои кражба, куќата може слободно да се оставиш, отворена, никој нема да ти влезе. Второ, ниф не им представува дали си турчи, дали си албанец, дали како си. Не го интересира дали ти, братче, може да работиш, дали може да откупиш македонскиот производ, дали си честна душа или си нечовек. Во Малешевијата не со децени, со векови, во минатото имало традиција на така наречени побратимувања. Биле тешки времења, луѓето оделе на пазари тука во Серес, оделе на пазари во Свети Врач, оделе на пазари во Горна Џумаја и по тие патишта знаете дека во тоа време често пати биле напаѓани. Има многу случаи кога или турчин спасил христијанин или христијанин спасил турчин. И во тој случај се братиме. Јас тоа го затакнав као дете. Мојот дедо беше роден 897 година. 57 година кога почнаа турците да се иселуваат од Македонија, одеднаш дојдоа 5 души од
од западен малеж, од Виница навака, кои што му биле побратими на дедо. Побратимство воспоставено во текот на тешките времиња од Балканските војни и наваму, меѓу македонци и турци. И нас во фамилијата не учеа дека треба да се братиме со припадници на другите нации. Мене ме братиме, со еден Мустафа од село Кушкулија се вика селото, на едно 10 километри од тука, на една ветрометина, на еден врв. И зивно време, за време на полугодишните одмори, тој Мустафа доаѓаше кај нас 15 дена во Владимирово, а некој пат, додека не се иселивме ние од тука, јас одев кај нив. Тоа побратимство со Мустафа остана до денешен ден. Он се исели после тоа во Истанбул, живеа во Истанбул, има добра фирма за трикотажа и така натаму. Значи, да, контактираме и ја знам и адресата Алтын Тепси Джадеси, број 6. И таа традиција старите ни ја пренесоа и ние ја пренесуваме на нашите деца, не да се братиме сега, зашто нема таква потреба, не се такви тешки времињата, да градат пријателство. меѓутоа да градат односи, пријателство и да не постои никаква бариера која што ќе зависи од тоа на која етничка заедница припаѓа. Овде дознав многу интересни моменти, кои само ми ја продлабочија љубопитноста за следната моја потрага. На крајниот северозапад од Македонија, во падините на Шарпланина, се наоѓа Шипковица. Типично планинско село кое според пописот од 2002 година живеат 2826 жители. Само 9 мина не се изјасниле како албанци. Ова село го избрав како уште една етничка чиста средина за да добијам искрени одговори на мојата дилема. Добро, ова село живее, не е како некој кој што се... Да, има. Овде, Пак има. ова е џамијата стара, па ја реконструирате што Да, беше? реконструија на стара џамија. Да бидам искрен, освен локалниот имам, кој прифати разговор, останатите жители не беа расположени да застенат пред камера. Не дека не сакаат да зборуваат за соживотот, напротив, велат дека тоа за нив не е никаков проблем. Едноставно, нивниот револт е кон незаинтересираноста на институциите да ги реализираат своите ветувања за нормален живот, за да го немаат стравот дека повторно ќе им се случи трагедијата со поплавите во која загинаа 4 лица. Како се живее овде во Шипковица? Средно, не баш најубаво, ама добро е. Оди така полека. Луѓето работат, некои работат, некои не работат. Со што се занимаваат луѓето меѓутоа? Овде се занимаваат со сточарство, со агрономија, со работа по нивите, а повеќе се во странство. Се иселуваат, како и од секаде од Македонија? Не се иселуваат, него тамо одат со работат и се враќат овде пак во селото. И Колку жители има селото? по село има 3200 жители. Зимно време со снеговите како се справуваат? Па последно време подобро се справуваме, не е лошо, така да покушаваат да го одржат, патот да го чистат. Навечер кога ќе завршат со работа, се седнувате, разговарате? Да, разговараме по кафани, разговараме вака. Што најчесто разговарате? Најчесто као и секаде во Балканот политика. Често тоа е. И за проблемите на... Па проблемите за село, што треба да се работи, што треба да се прави, што треба како да ги промениме некои работи во село. Сакам да знам, например, луѓе кои живеат во етнички чисти средини. Шипковица е етничко чисто, 100% е албанско-муслиманско население. Како луѓето овде подразбираат што е тоа соживот? Како они го Па, као и секаде и овде, пошто сме чиста етничка средина, ама и пак, знаем, пошто слагам во Тетово, одим во Скопје, така често кога одиме да купиме во градот, имаме, влагаме и со македонство и со другите националности, имаме така да можеме да не е лошо. Комуникација постои? Комуникација е добра, не е лоша. Доаѓаат ли, например, вака македонци понекогаш овде? Па, овде проаѓаат, пошто патот води на горе и за Попова шапка, некогаш
prođati ovdje, a vodi i za stari otpad i za Prizren. Ima i ovi drugi što događa, na primjer, često što misle da se može da se odi se okola ili ama nekogaš i peške i odat na ovaj pad prođat, nekogaš zastanat ovdje s borovame, така. Da. A blizu nam je i Popova šapka tamo. Вие сте имам теолог, што е важно за да се изгради доверба меѓу луѓе од различна етничка заедница? Разговарате ли во џамиите за тоа? Да, често ми мислам дека поважно е човекот да се почитува као човек и да бидат по блиски меѓусобно на овај пошто и верата е така што разлика не прави многу меѓу етни, него бара човек да биде човек, да се почитува као човек. Можеме ли да се разбираме ние меѓу себе, македонците и албанците? Па може ако се почитуваме. Ако го почитуваме еден на друг, ако бидеме на ниво да го почитуваме човекот као човек. И тоа е можно со... И ако тргнеме политиката на страна? Да не се меша многу политика. А мислите дека контактите се важни за спријателување, за рушење на предрасуди едни кон Па други? нормално, овие што работат на пример во град или овие што су завршиле школи и работат као професори, или работат во администрацијата и нормално дека и поблиску се и Што би им препорачале на младите од едната и од другата етничка заедница? да го почитуваат еден другиот, да ги почитуваат да го почитуваат самиот себе, со тоа што го почитуваат еден на друг, се почитуваат еден на друг, го почитуваат и самиот себе и го почитуваат човекот као човек што треба да биде. И мислам дека повеќе да се школува, да се бават со школа, со друг, малку подалеко да бидат од политика, пошто политика често знае данас Раздвој. Од овие луѓе кои домакински ме пречекаа, научив дека со животот и почитта лесно може да се изградат и покрај спомените од блиското минато. Но многу важен елемент во системот е претходно да се изгради цврста алка за здрав животен стандард. Овие две приказни од Владимирово и од Шипковица беа силен предизвик за да ви откријам колку е важна комуникацијата меѓу различните етнички групи за да се изгради меѓусебна доверба. Брајки ги селата, кои се со мешан етнички состав, наедов на едно место кое е географски сместено во Централна Македонија. Од масивот на Јакупица, близу до Бабуна е Согле, мало село со околу 140 жители, според пописот од 2002 година, од кои 80 македонци и 50 албанци. Колку жители има селото? По 130 жители. 130. Ето го иле тука. А фамилии колку се тоа всушност? Па негде 40. 45. Тука негде има што идат накнадо викендаш. Кои ни се домаќини тука денес? И ние домаќини. А? Снима свесни. Јас сум Маријан. Јас сум Илија Димовски. Илија Димовски. Само не сум пратеник. А не си пратеник. Драго ми е. Место за кое подоцна открив дека ја крие тајната за тоа како се гради соживот меѓу етнички и верски различни луѓе. Одесне мешан состав, ама ја повеќето сум кајнив ке нашите. Ние се викаме наши. Нема врска дали се албанци, македонци. Ние секој ден сме заедно, работиме заедно, све тие работи се помагаме. Може ли да се живее убаво овде? Многу убаво. Може да се живее солидно. Кој сака да работи, може да се живее. Може да се живее. Ако сака човек да работи, се може да работи. Не се живее убаво тука, да. Од секоја билка може да се спечели, од се може да се работи. И добро живееме. Можам да кажам дека солидно живееме. Има нешто што ви фали, што ви недостасува? Ни фали самата инфраструктура на селото. Никаква помош од никого немаме. Од општините ништо немаме. Фали фабрички, да Моментално. не бегат младите да ги имат, да не се иселува селото. Тоа Како и сите села во Македонија, веројатно и ова село е малце подзапуштено во поглед на Не, за разлика од другите села, ова село пак е подобро. Понапредно е селото. Пошто тука ние железничка станица имаме, асфалтирани патишта имаме. И да ти кажам, во селото па сите имаат и своји возила. Не сме баш така запуштени.
Фали одвод, канализација, тие работи општински, локално што треба да се Не се мали работи. Па тоа е најважната работа. Па има села не можеш да отидеш, нема превоз, нема пат. Треба со коњи и со магариња да патиш. Трошне во селото што го спомнавте. Никаков пат не можеш пристап. Само со коњи можеш да идеш. Може ли да ми потврдите дали е вистина дека Согле е едно од селата кое што е Исклучително и тоа. Исклучително само се огледа. кај што има вистински реален соживот меѓу луѓе од Точно. различни етнички заедници. Токму така. Овде свадба не бива без цело село. Мртовец не се испраќа без цело село. Понатака не треба да кажувам понатака. Понатака нема што да се каже. Секоја слава си е за секого За и за Бајрам секого. идеме, овде е полно. За Свети Никола, Сега ми е Светлоден, Слава сите Митровден, ние сме сите кај на Слава. И нема двоење тука да. Пошто они се албански составни, јас си готвам со телешко, тие си ги знаеме дека не идат луѓето тоа. Добро се почитуваат она што ти обичаите ти почитуваме. Иначе е супер. ти си албанец, така? Да. А ми рече дека има најубав манастир имало овде. Токму така е. И најпомогнат е од сите од нас, од сите моментално, не сакам да речам како албанци, од сите е помогнат многу. И изградене нешто поубаво не може да биде. Џамијата и манастирот се во една година изградени. Истите работници. Од истите материјали. Истите мајстори градели џамија и манастир тоа време. На време на А турците. понапред било турско село, они сите знаат ова било турско село. На времето. така. Овде се зборува правилно литературно, најправилно, без разлика што има и албанци, има и срби, има и све, сите зборуваат правилно македонски литературно. Треба, вие македонците знаете понеќе збор албански? Знаеме, да. Пошто си знаеме, нормално сме пораснале. Дури албански зборуваме. Ама они ве разбираат, да. Пораснале со нив заедно и овде како што кажа пријателов Од една педа сме. Овде ако не ти дојде на гости ќе му замериш, па утре не ти доаѓа, па ти салути или се му почнал на гости без разлика. И затоа пошто сега се дојдени луѓето овде, гравитирале кон селово, Согле било празно, се продавале имотите, пошто турците ги напуштиле и затоа овде кај еден соживот направени тоа многу во се живее ден денес. Се надевам дека и уште ќе се Голема блискост и голема љубов. Е како се гради таа блискост и љубов? Се почитува? Па заедно, тоа се генерацијски Од старо. работи. Од самиот и традиција, почеток, од од старите. раѓање на децата, на школа заедно, од прво деление до осмо, средно, до женење, мажење, се тоа си се нашискали и одење понатак. Ако треба вашиот тип на соживот да се преслика во другите средини во Македонија, што би ги советувале вие луѓето од различни етнички заедници како да живеат? Вака како ние што живееме во село Согле, тоа е примерот. Така да живеат само. Ништо друго. Паметот на политичарите. Само така треба како пример да го се. Да не навлегуваат многу во политика, да нема тие замерки светнички, национални и да си продолжа вака како што живее. Кој ќе седнете вака сега на вечер за празници ово оно. Се заборава. За што разговарат? А за се. За све и се забораваме кога треба да си замине. Си седите по цела Си вечер. седи по цела Да. Кога има спорт нешто, фудбал и телевизор, тука оде се е поседно, спорт си гледаме, си седиме учиме. А имате роднини меѓу себе албанци? Да. Мешани? Да. И такви случаи има? Еве, брат ми Тоа е господина жал Пизина. Ја имам снага Катерина, од Крива Паланка. За синот. За синот? Љубовта не гледа националност. Добро тоа, да. Веројатно така треба да биде. Па и на времето било така и тоа си продолжува. Кој со кого сака, со него ќе се земе. Сакале Тука неќеле мислам, а родителите, друго старите, место нема. си бегаат, младите сами си живеат. Сега е више помодерно. Пустоа дали можеш да Ситуација. ме приметиш ти мене дека сум ја албанец, по говор. Не, јас не можам да те приметам. Никогаш. И никого не може да приметиш. Затоа ве прашав дали Местото си го прави своето, комуникацијата си ја прави. Децата од мали што се вика се заедно тука. И тоа си го прави своето. Мислам, со животот го прави. Од време сум со нив, ево синот мој е него со нив. Играат пинг-понг, се е заедно. Од мало се од повтори. генерација Тоа на затоа се повторува, старо треба да остане, да Татко остане. му и татко ми живееле на времето. Ние живееме, децата наши живеат и сето тоа е Тоа се наследство. продолжува. Поколен, да, така се. морам да бидам искрен, дека овде ги научив основите на соживот. Тука разликите се предност наместо препрека. Звуците од детската пинг-понг игра не ме оставија равнодушен. 10 страница, 5. Како се вика? Ja, Филип. Може ја да имам? Може.
Да го преслушам сега. Ајде. Па да видам кој е бој. Играч. Ајде, добар, ајде. А? Добар, одличен е. И еден за тебе. Два за тебе. Ама не. И сега ние најслабите, така? Не славите? Последни. Ајде. Ја би са. И овде сум мислеја најслабите. Една прошетка низ селото е доволна за да го разберете овдешното богатство. Добар ден, како сте, добри? Добро, вие? Здраво, Лено. Здраво. Арна си? Добро. Како се живее овде? Јас сум гостин. Ај, јас сум гостин, да ви кажам. Живее убаво. Некако позитивно исполнет сум. Соживеавме заедно, заеднички. Помагаме едни на други. бевме, зидот не делеше се. Да, Ево. да. Убаво си поминуваме. За Нема Германија грешки. одите или не одите више? Пензионери сме. Пензионери. више, да. Кути! Кај си бе? Кај си бе? И овие малите се Петлево. Запре. Лепотанче. Значи ние сме сега тука с Огле, па Богомила и до овде има асфалт, така? Да, донеже. До Нежилова. Прилепско е наваму. Овде од Богомила малце погоре и врти вамо на оваа пресека минеме, а Нежилово иде десно. Селото не е поделено на албанска, македонска мала. Не. Куќите се си тука, кој како... Кај што бил тука е. Кај затекнат тука е. Турски капи, да? На времето, така и останал. Еве и ова исто. Со... Таа што ми шуикаш ти дали се поделени. Ето е албанец. Ето ми е брат. Да. А ја вамо Овие се македонци, овие се албанци. Овие двајца браќа ми се овде. Ево ова зеленка. Објасни ми што е? Ова е направено како селски конак. Ако некој патник остане на пат или нешто, ако не може негде да се смести, иде касно, слободно тука може да си влезе и да си преноќи, сместено е со кревети, со се. Еве сега ќе ти кажам, ќе ти поднецирам, 20 дена, 7 дена избеглици од овие избеглиците, овде беше залутеле, ги сместивме тука без никој да си има обврска, полицијата го гони ни ова ни она. Ако ги земат, ако ги соберат, од тука се спрема да си заминаа кај појдува среќен им пат. Значи овде има овде е школата, така? Да. Колку дечи има? 5, моментално 5 деца. Од прво до 5 до 5. До 5 дни. После одат во Богомила. Во Богомила? Да. Средно во Богомила? Не до 9. До 9 во Богомила. А после тоа одат во Велес, Велес. Од Согле заминав советување дека секој слободен викенд ќе го резервирам за дружба со овие искрени луѓе, затоа што нивната големина е наднационална и над сите верско-политички докажувања за тоа кој е посупериорен. Мои согленчани, останете такви какви што сте. Учебник за соживотот, а јас со задоволство ќе ве препрочитувам и споделувам. Комуникацијата е најдобриот мост за поврзување на етничките групи. Дружете се, не оставајте другите преку стереотипите да ги градат впечатоците за сите нас. Така сите ќе бидеме на истата страна. Се гледаме следната недела во 14:14 на Сител.